Народот рекол сиромавиот два пати плаќа, па веројатно затоа поголем дел од граѓаните на општина Кочани избегнуваат да го осигуруваат својот недвижен имот и земјоделското производство, иако од разни непогоди трпат сериозни штети. Едно е што немаат навика, друго што не им преостануваат средства за таа намена, а трето што се коцкаат со природата во надеж дека можеби на нив нема да им се случат несакани работи. Тоа што во Европа осигурувањето е издигнато на ниво на неизоставна обврска и безпрекорно функционира во наши услови како да е во зародиш. Мал процент на граѓани го осигуруваат својот недвижен и движен имот, пред се живеалиштата наспроти големиот број на оние кои сметаат дека издвојувањето за осигурување е своевидно луксузирање или џабе фрлени пари. Па кога ќе се случат непредвидени работи, обично некој трет е виновен, а помош се бара од пошироката заедница. И кочанчани не се разликуваат од просекот во Македонија, кога е во прашање осигурувањето по разни основи. Зголемен е бројот на осигурување на домакинските осигурувања, своите домови од пожар, од основен ризик. Посебно во летниот период, пошто повеќе има иселени луѓе од државата, сега сака да си ги заштитат своите домови од пожари, од кражба и од други ризици. Зголемен е бројот на патнички осигурувања за странство. Неколкуте изгорени семејни куќи во градот и селата, поројните дождови, силните ветришта градот и други неприлики, како да не се доволно опомена дека осигурувањето се повеќе се наметнува како потреба. Во таа насока се и апелите од државата дека осигурувањето всушност представува исплатлива инвестиција, бидејќи кога тогаш